Ако сме инвалиди и ние сме луѓе и не смее државата да се игра со нашите права, греота и срамота е, вели Слободан Делев од Гевгелија, лице со инвалидитет кој е револтиран, бидејќи, како што вели, не е прв пат да доцне социјалната помош и финансиите за туѓа нега на најранливата категорија на граѓани, овој пат поради инсталирање на софтвер. Тој смета дека ниту со закони, ниту со правилници не смее да се прават планови за да се штеди или да се крати од луѓето кои земаат социјална помош. Како може најранливата категорија да дојде до таков степен и да измислат одма, ми сега ќе правиме софтвер. Зошто така? Зошто е тоа така? Мене не може ни трака да ми порасне, ни да ми се врати видот. Или другото око да ми се врати. Значи, не само мене, него и на останатите лица кои што се со трајни инвалидитет да им прават проблем. Верувајте ми, вакво несериозен приод према оваа популација на граѓани дефинитивно е греота и срамота. И од Националниот сојуз на слепите велат дека членови имаат поплаки за доцнењата, а повеќе сојузи и издруженија на лица со попречености денеска излегоа и на протест, за да побараат од владата да не им го укине или ограничи правото на финансирање кое го добиваат преку Законот за игри на среќа. Бевме засегнати со предлог Законот за игри на среќа, од каде што и по конвенцијата се финансираме од овие средства и во член 18 сакаме да бидеме метнати и понатака да националните инвалидски организации се финансираат од овие средства и минимумот да биде од 80 милиони. Верувам дека овој пат амандмански ќе се поправи таа ситуација и дека ќе се бориме за другите права. Додека луѓето со инвалидитет или попреченост се надеваат дека државата нема да остане глува и слепа на нивните барања, нема одговор на оние од Канал 5 до Министерството за труд и социјална политика за транспарентно пред објектив во камера да кажат зошто софтверот не можел да се инсталира по исплатите, за да не доцни социјалната помош. Оттаму до почетокот на вестите нема ни одговори во писмена форма за тоа како е набавен софтверот и колку чини.